Пред се сакам да кажам дека ова навистина е еден позитивен сигнал, бидејќи две компании кои претходно работеле во Македонија одлучија одново да изберат Македонија за своите идни инвестиции. Како што кажавте вчера, тоа значи Ван Хул, дуплирање на производствениот капацитет, што значи дека од некаде 2018 година околу 1000 автобуси годишно кои се произведуваат во Македонија. Джонсон Контролс по трет пат започнуваме со инвестиција на Джонсон Контролс во трета различна слободна економска зона. Тие започна во Скопје, потоа во Штип, сега во Струмица. Како што гледаме, има и диверсификација. Струмица е нова дестинација која претходно немаше таков голем странски инвеститор и ме радува фактот што не само во Скопје, туку и низ различни делови на Македонија се поголем број на странски инвеститори одлучуваат да го лоцираат производството токму тука. Во моментов во Бурнарчик, освен Ван Хол, се градат уште и две други фабрики. Тоа е домашната компанија, првата домашна инвестиција Хайтек, како и германско-египетската компанија ГЕС. Потоа во зоната во Штип Кондево го завршува својот производствен капацитет, што значи дека тие треба да бидат во следните 2 месеци целосно завршени и потоа опремата треба да почне да се вградува. Во Прилеп, средината на летово треба официјално да започне со работи, да се заврши првата фаза на Гентерм, додека Акомпласт активно работи на изградба на својот објект. Потоа во Охрид, ОДВ Електрик исто така до крајот на летото треба да биде функционален во нивниот нов погон во зоната во Струга и Лејар во зоната во Тетово. Значи гледаме дека на различни места низ државата имаме градба на производствени погони.